седмо издание на Агроспектар го посветуваме на мерките и активностите кои што ги превземаат Министерството за земјоделство и Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Овој пат разговараме со Ѓоко Данилов од подрачната единица во Неготино. Работните единици на Агенцијата за поттик и развој во земјоделието во континуитет бележат успех. Тие не представуваат само ладни институции, туку во голема мера раководителите, па и останатиот персонал кој што е задолжен за разработување на програмите кои ги спроведува агенцијата, представуваат на некој начин советувалиште за земјоделците. Постојано ги информираат за новите мерки и за се она што тие ќе го побараат од нив. Токму во оваа емисија ќе говориме за мерките и активностите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Во оваа седма емисија на Агроспектар најголем акцент ставаме на лозарството, кој е најповеќе развиена во Тиквешкиот регион. Во последниот период Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието отвара и дисперзирани канцеларии во, да ги наречам, општини кои што ги опфаќате вие. Колку е ова значајно конкретно за земјоделците? Агенцијата се труди што е можно поблиску да биде до земјоделците. Нашата работна единица ги покрива дисперзираните канцеларии во Демиркапија и Градско. Во Демиркапија со полно работно време, значи секој ден, а во Градско одиме 2 пати во месецот. Колку е ова значајно за самите земјоделци да ги добиваат информациите брзо и на време? Во секој случај се избегнува малтретирањето на земјоделците да доаѓаат во работна единица за една едноставна информација. Сега кога ќе дојде ред за аплицирање и правење на одредени документи, тогаш тие доаѓаат, но самата информација, дали е почнат оглас, дали е почнат повик, дали се почнати пријавување на субвенции и било каква друга информација, тие ја добиваат директно од таму, односно и селата кои гравитираат кон тие општини, како што се Градско и Демиркапија, полесно доаѓаат до информацијата која што им е потребна. Регионот кој оваа работна единица го опфаќа е доста комплексен, а со самото тоа и побарувањата на земјоделците се многу и различни. За таа цел, раководителот на единицата, Ѓоко Данилов, ги посочи мерките кои бележат најголема искористеност. Покрај директната финансиска поддршка, значи субвенциите популарно наречени, за кои што аплицираат сите земјоделци кои имаат право на тоа, и некаде во Неготино се движат околу 3700. Се повеќе зама вземаат, значи, апликациите за ИПАРД и програмата за рурален развој. Оваа година за ИПАРД преку нашата работна единица беа аплицирани 75 проекти. Кога веќе го спомнавме ИПАРДот, оваа програма е програма за набавка на приклучена механизација. Колку е ова значајно за земјоделците конкретно? Значи, меѓу другото и земјоделска механизација, која што ќе се обнови застарената механизација на земјоделците, но не е само тоа. Програмата ИПАРД поддржува секаква тип на модернизација во земјоделството, значи пред се тука најголем интересот после механизацијата е за инсталирање на системите капка по капка во лозарството и овощарството, затоа што не е таков регионот. И се повеќе луѓе се одлучуваат да аплицираат на оваа мерка, затоа што се олеснува работата околу наводнувањето, се штеди водата, а воедно се добиваат повисоки преноси со самата инсталација на овој тип на наводнување.
Така, покрај наводнувањето, јас повторно ќе се навратам на оваа приклучена механизација и модернизација на механизацијата кои што веќе имаат земјоделците. Колку самото ова придонесува за нивниот производ да биде квалитетен? Во секој случај се намалуваат трошковите на производство. Значи, доколку земјоделецот нема механизација или била застарена и нефункционална, тој треба да изнајди некој кој ќе му ја изнеме таа услуга, која што секогаш кошта повише него ли самата механизација. Нормално овдека треба да има економска оправданост на набавената механизација во однос на површините кои што самиот земјоделец ги поседува, затоа што сега 3 или 5 декари земја ще не е оправдано да се купува механизација. Но имаме се повеќе покрупни земјоделци, користејќи ги огласите кои ги дава Министерството за изнајмување на државно земјиште, така да во секој случај механизацијата е еден од големите фактори во трошковите на земјоделското производство и како таква во секој случај се намалуваат тие трошкови, а воедно се воведуваат и нови машини кои што досега да речам ги немаше на лозовите површини, со што се унапредува земјоделството, како што се мулчери, каде што се отпадната маса од режењето зимското, која претходно се собираше и палеше, сега се мулчира и се останува како хранлива материја во самата, се враќа назад во почвата. Колку според вас субвенциите стимулираат за развој на земјоделието? Па во секој случај од страна на земјоделците сите субвенции се добре дојдени. Оние директни плаќања кои веќе ги спомнав се регулирани веќе со години назад, се знае точно за која култура колкава субвенција по хектар ќе добие или грло ќе добие самиот земјоделец. Се следи состојбата, секоја можност за покачување на самата субвенција се користи и се бара од страна на Министерството да биде повишена со нормално со оправдани параметри дека таа и таа култура оваа година била погодена од разноразни непогоди или па економски неисплатлива или се бараат дополнителни мерки на што најчесто имаме разбирање во Министерството за таквите состојби. Тука е и програмата за рурален развој, каде што имаме повеќе мерки, почнувајќи од тоа мерката за млади земјоделци, каде што до тие што почињаат нов бизнис исте до 40 години старост може да аплицираат до 600.000 денари, максимална сума, која што е неповратна и истите може да искористат за набавка на механизација, за систем за наводнување, за подигање нови насади, за набавка на грла во сточарството и така натаму. Кога веќе го спомнавме и програмата за рурален развој, колку бидејќи следното аплицирање, а воедно и можеби веќе се започнати аплицирањата и за субвенции за ова Америка електронски. Колку ова можеби ќе намали гужвата овде во единицата и колку ова е олеснително за земјоделецот? Оваа година почна за прв пат да се пријавува електронски во програмата за рурален развој. Во план е тоа исто да се спроведе и со ИПАР програмата, но сега што тоа не е во фаза на подготовка. Почнавме оваа година и во нашата работна единица имавме 17 апликации електронски, значи за подигање нови лозови и овошни насади. Да бидам искрен, комплетната помош на земјоделците ја дадовме ние како советници во АПРЗ, затоа што поголемиот дел од нив не се уште подготвени електронски да аплицираат, посебно повозрастните, затоа што е потребно скенирање на документите, проследување на истите до платежната агенција и на база на тие податоци се доаѓа едно барање со изјава кој што тој треба да го потпишат и да го испратат до агенцијата како би се избегнало дополнителното праќање на сите документи, но ние ги упатуваме
ги обучуваме дури на тоа ниво за користење на таа електронска пошта и интернет, како би можеле да во иднина да аплицираат и самите од своите фарми. Дали ево можеби, бидејќи спомнавте дека вие ги упатувате и вие им ја давате целата обука, дали можеби потребна една генерална обука да се направи на сите земјоделци за начинот на кој што можат електронски да аплицираат? Дали можеби е потребно? Па потребно е сигурно таква обука, но од искуство можам да кажам дека тоа повеќе ќе вроди плод кај помладите земјоделци, затоа што тие сепак користат интернет, скенираат, знаат како да испратат, да атачираат одреден документ, за разлика од кај постарите кои што чувствуваат се уште одреден страх, антагонизам кон компјутерите и едноставно нив ќе им биде уште долго време, мислам, потребна нашата помош. Кога станува збор пак за теквешкиот регион, неизбежно е да се напомене лозарството. Неодамна заврши откупот на грозје. Според она што имавме можност да го слушнеме на денот кога се славеше младото вино, квалитетот и оваа година е многу добар. Данилов напомена дека лозарите се оние кои допринесуваат виното да заврши во флаша на странскиот пазар. Па знаете за изреката дека нема добро вино без добро грозје и тоа е вистина, така што после минатата година која беше катастрофална за лозарството, пред се од аспект на заштита од болести, оваа година тоа што ние го имавме како увид до терен, а и контактите со винариите, односно енолозите кои го преработуваат грозјето, се дека годината е добра, беше прилично родна, посебно на сортите кои што се автохтони, да кажам, на ова подрачје. Квалитетот задоволува, така што се надевам дека винарите ќе имаат успешна година, односно пазарот ќе ги прифати нивните производи. Обновата на лозовите насади и она што се случува во последниве години. Ке може ли да проговориме за сортите кои што се одгледуваат во ова поднебје? Еден период од пред 15 на години имаше голем кампања, да кажам, за садење на нови сорти. Значи, до тој период некаде бевме претежно застапени со вранец или картошија и смедеревка од белите сорти. Подоцна се направи одредени чекори, се увезува сорти кои што се светски познати, Мерлот, Каберне, Шардоне, Совиньон, Бургундец и останатите да ги наредам. Се садија прилично тие сорти. Еден период кога преродија таквите сорти имаше солидна, да речем, прифатлива цена, но морам да кажам дека во последниве неколку години и самите винари кои што го диктираат откупот се враќаат кон оние наши стари сорти застапени во поднебје во Македонија и Балканот, како што се вранецот, смедеревката. Сега се актуелни мускатните сорти, темјаника, траминец. И цените на висококвалитетните сорти скоро рече се израмија со сортите кои што беа автохтони. Значи, нашите сорти до предходно, така што луѓето губат више мотивација да ги одгледуваат. Така. Тоа мислам дека не е добро од причини што ако продолжи тој тренд, пак ќе се вратиме само на тие две сорти кои што не велам дека не чинат, значи треба да ги задржиме како главен бренд
на лозарството и винарството во Македонија, но би било лошо ако останеме само на тие две сорти. Значи би било да се обрне малце поголемо внимание од страна на винариите, да се стимулира и да се задржи онаа количина која сега ја поседуваме од тие висококвалитетни сорти. А која е причината поради која што можеби земјоделците повторно се враќаат на оние стари и своји сорти на грозје? Земјоделците, како и сите што одгледуваат или работат било каков бизнис, се водени од економската оправданост. Сметате дека овие стари традиционални, да ги наречам, сорти се според винариите цената нивна може да достигне на некое повисоко ниво? Па еве за илустрација, значи цената на врањецот беше 13 до 14 денари, а цената со родност, просечна родност, значи од минимум 1500 кг по декар, а цената на мерлото е 14 денари со просечна родност од 700 до 1000 кг. Така што лозарите се паметни и знаат каде е нивната математика. Како што и винариите, но не можам да кажам дека винариите се тие што се виновни, затоа што нив па му диктира светскиот пазар какво вино бараат од Македонија. Значи, не можеме ние, не дека не можеме да произведеме мерло или каберне или со светски квалитет, нашите винари докажаа дека тоа може да го направат. Но сепак брендот на мерлото во Франција, француско, италијанско или шпанско грозје едноставно е вино едноставно е створен со стотици години назад, така што македонското веројатно бараат од нашето нешто автохтоно, значи сортите кои што ги имавме претходно. Така. Ги спомнавме овде и цените. Колку се еве земјоделците задоволни од откупот годинава, од цената на откупот? Мислам дека се во глобала се задоволни, затоа што годината беше родна, цената беше за нијанса повисока од минатата година, така да тие што се масовни сорти добро родија и солидно беа, со солидна цена беа откупени. Сега останува на винарите да извршат исплатата на откупената грозје. Го спомнавме они вински сорти на грозје, меѓутоа овде се одгледува и трпезна сорта на грозје. Па што придонесува лозарите да се одлучат да садат? Претпоставувам цената и откупот на грозјето, меѓутоа што е со трпезното грозје, колку е тоа застапено и можеби квалитетот на истото? Во последните години се повеќе и помасовно се сади трпезното, како што рековте, од причини што економската оправданост е поголема, значи цената на килограм трпезно достигнува се беше на 20 денари, 20, 22 до 25, зависно од годината. Тие важат за прилично родни сорти, сите сега што се одгледуваат. Се напушти оние стари трпезни сорти, се повеќе се садат нови, кои што ги бара пазарот, затоа што грото од тоа грозје оди за извоз. Македонија е мал пазар, мал конзумент, за да може сето тоа да го абсорбира. А од друга страна и преку ИПАР програмата за обнова на лозови насади може комплетната реконструкција од винско во трпезно грозје да ја покрие со 50% самиот ИПАР како мерка. Така, кога го спомнавме грозјето, не можеме да не ги споменеме прихраната и заштитата на лозовите насади. Колку е значајно навремено да се врши ова? Во секој случај, да. Значи, прихраната е основен елемент при почетокот на една вегетациона сезона на било која билка култура, но пак ќе апелирам овдека до лозарите, овоштарите и сите земјоделци, ѓубрењето да го извршуваат по направена педолошка анализа, односно анализа на почвата, од причини што многу пати се фрлаат непотребно средства за одредено ѓубриво кое самата почва го содржи или не е потребно за културата која се одгледува. Затоа апелирам да искористат субвенцијата која што сега има преку програмата за финансиска поддршка, каде што анализата на почвата се покрива со 70%.
Така, имам информации дека оние луѓе кои што веќе ја направиле хемиска анализа на почвата и оние кои што не направиле, кои што упорно ги користат оние стари начини на хранење на почвата, дупло помалку им раѓа нивниот отколку на овие кои што го смениле можеби ѓубривото. Оние што имаат информација за ѓубривото, кој елемент им фали во самата почва, се насочуваат да одберат ѓубриво кој што има повисок процент на тој елемент, а за сметка на ѓубривото кое го имаат, односно елементот кој е застапен во почвата и затоа имат подобар ефект. Самото ѓубриво понекогаш знае да направи блокада на, ако е во преголема доза, блокада на подвижноста на микро и макроелементите и со самото тоа и преголемото, значи количество на ѓубриво во одредени случаи доведува до намалување на родот или до појава на одредени аномалии во самото одгледување. Ја спомнавме при храната, меѓутоа ние спомнавме заштитата. Како временските услови можеби влијаат врз заштитата на лозовите насади и дали влијаат воопшто? Во секој случај, да. Минатата година беше, ете да кажам, пример кој што ги изненади сите, па дури и најстарите лозари. Таков напад од пламеница никој немаше запаметено во Типешијата, од сите постари лозари што слушавме. Тоа докажува дека често пати лозарите прскаат по некоја шема, значи на таа дата почнувам, после 15-20 дена второ, трето и така, без да се следи. Јас сепак апелирам до сите кои што немаат доволно искуство и знаење да дојдат и да се советуваат во нашата агенција, дали треба да прскаат, со што да прскаат и во текот на целиот вегетационен период како да ја обовуваат заштитата. Ние имаме доволно стручни луѓе, не само во нашата работна единица, но и во целата агенција, каде што може да им се помогне, од една страна да имаат добра заштита, а од друга страна да ги намалат самите трошкови, затоа што и непотребното прскање си кошта, а на крајот се одразува на вкупната економска исплатливост на културата, воедно со, морам да спомнам, со воведување на мерките за добра земјоделска пракса, треба да се избегнува секое поголемо депонирање на ѓубрива и заштитни средства во земјоделството и во почвата, затоа што ние како држава се преклонивме, нели, и мораме да испроведуваме и да ја чуваме природната средина, односно да се грижиме за екологијата. Знам дека кога се прскаат лозовите насади, после прскањето потребно е да нема ветер, например, или да се запазат некои временски услови кои што треба да бидат погодни за да се изврши тоа прскање, таа заштита да биде комплетна, да нема недостатоци. Па добро, тоа лозарите сите го знаат, значи доколку дува силен ветер, самата апликација на заштитното средство нема да биде равномерна. Значи дека треба да се прати временската прогноза? Треба да се прати и временската прогноза и исто така треба да се внимава да не се случи веднаш после заштитата да заврне дожд, да се направи одредено промивање на самите заштитни средства, па нема да знаеме сега колку од тоа останало, колку се измило во самото почва и така да во секој случај мора да се следи состојбата, а со следење на состојбата и климатските услови се доведуваме и до состојба да знаеме кога прилика можеме да очекуваме таа примерна и секундарна зараза на болестите. Сметате ли дека во Република Македонија има винска култура? Морам да кажам дека во последниве 15 години се повеќе се развива винската култура. Се напушта она, не секогаш, но се напушта она правило кога луѓето седеа и пиењето на вино го мереа во количина. Се повеќе од луѓето, значи, пијат и барат квалитетно вино. Значи, едноставно редовно го конзумираат во помали количини и дома и во
ресторани и се повеќе знаат што е добро вино. Барем во Неготина е таква состојба. Ќе се навратам малку на претходниот разговор. Спомнавте дека пламеницата беше онаа која што беше најизразена минатата година. Дали тоа минатата година го попречи откупот, односно откупот да биде понизок, можеби, на грозијата на родот? Точно е, родот беше драстично помал, количините винариите ги откупија целосно, иако не беа со некој посебен квалитет, но едноставно во недостаток на подобро, тоа беше тоа што го имаше на пазарот, и дефинитивно се одрази и на квалитетот, и на количините, но и на економската оправданост за минатата година. Дека земјоделието е гранка која се повеќе се развива. Доказ е се поголемиот број правни и физички лица кои се занимаваат со земјоделие. Она што се уште е актуелно, иако станува збор за мерка која се спроведува поодамна, е поддршката на млади земјоделци. Значи, неколку години мерката беше присутна во програмата за рурален развој. Максималната сума која што земјоделецот може да ја побара е 600.000 денари и за таа сума може да си набави она што тој смета дека ќе му биде потребно, односно со кое што ќе го почне тој земјоделски бизнис. Условите за аплицирање на оваа мерка се земјоделецот на денот на аплицирањето да нема повеќе од 40 години старост и да не е пријавен како семејно земјоделско стопанство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство повеќе од 18 месеци. Значи, мерката има за цел да ги стимулира младите кои што имаат земја или имаат идеја за земјоделски бизнис, не мора да биде растително производство, може да биде и сточарство, да почнат со оваа мерка, односно да почнат едноставно да живеат од земјоделството. Затоа е замислена и е насочена кон младите земјоделци. Така, конкретно во општина Градска, очи нам беше земјоделците како проблем го наведоа патот кој што води до нивните ниви. Еве како проблем на земјоделците, колку често ви го кажуваат вам тоа и што според вас треба можеби да превзеде што владата, што Министерството за земјоделство? Во секој случај имаме ние села и реони, области кои што има земјоделие во поголем размер, а патиштата не се баш идеални. Сега едно е кога се оди со трактор, ама кога се носи приносот со камион, тракторска приколица, па макар и кола кога се оди да се работи на возето, потребно е малце побезбеден пат, за да не би се случило одредена несреќа во самиот транспорт на тие земјоделски производи. Преку програмата за рурален развој, за која што можат да аплицираат општините, предвидени се санација на тие патишта и знам дека сите општини ги користат тие средства. Едноставно најкритичните делници кои се за таа година 1 до 2 во одредени села кај што е неопходно се поправаат патиштата. Во секој случај и самите општини, а и владата треба да придонесат тие патишта да се одржаваат во прифатлива состојба, како земјоделците би имале подобри услови за работење. Како земјоделците, така и вие, чином знам дека посетувате саеми. Колку може да се научи на овие саеми и што е она што можеби сме го виделе на семите, а сме го реализирале кај нас? Па во рамките на можностите се трудиме секогаш да сме присутни. Ако успееме физички во ред, ако не, сите саеми ги следиме нели сега преку интернет. Секоја нова машина, секоја ново осознание, секоја нова научна дисциплина, истражување, испитување, опит, се трудиме да го проследиме до
земјоделците, нормално адаптирано во рамките и можностите на самите земјоделци, затоа што не секогаш нашите земјоделци на ниво на таа наука која што некаде е више стигната на големо. Од друга страна и нашите земјоделци, знаете, не се некои крупни земјоделци, имаат помали површини, каде што одредени машини кои се многу рентабилни не можат, едноставно немаат економски исплатливост да се набават, иако се тие за големи површини екстремно рентабилни, со едно влегување на тракторот се обавуваат 3, 4, 5 операции, но таквата машина кошта пари и едноставно е наменета за поголеми површини. Но секоја научно достигнување кое што можеме да го примениме, се трудиме да го проследиме до самите земјоделци, кои што најчесто го прифаќаат, оние што размислуваат пазарно, секогаш се трудат нешто ново да воведат во своето земјоделско производство. Има и такви кои се скептични, нормално сакаат да видат прво кај комшијата како ќе се одрази, па после да тие да го применат, но земјоделството е таква гранка и мора да се следи динамиката на неговиот развој за да има економска оправданост. Така, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство веќе го објави и новиот оглас за давање под закуп 7590 хектари државно земјиште. Колку оваа мерка е искористена во овој регион и што би значил овој оглас дополнително за земјоделците? Па во досегашните огласи, значи сето земјиште кое беше досега, значи понудено од страна на земјоделците беше искористено, односно истите аплицира и оној што дадеме поволна понуда го доби земјиштето и веќе го обработува. Кај нас нормално грото од земјиштето се зема за садење на лозови и овошни насади. Исто така сум сигурен и при овој оглас дека ќе се јават кандидати кои ќе го земат тоа земјиште и нема да стои така необработено, затоа што и не би требало да стои необработено. Секоја педа земја треба да биде искористена за производство на одредена храна. Кога говоревме за временските услови, за климатските промени, заборавив да ве прашам колку во однос на осигурањето на своите насади кај земјоделците. Претпоставувам вие само можете да им објасните и да ги наведете земјоделците зашто е поволно да се осигураат. Меѓутоа, каква е состојбата? Се осигураат ли, има ли земјоделци кои што го своето земјиште го осигурале, а при тоа можеби при временски непогоди и ги вратиле оние средства кои што можеби ги загубиле? Па има такви земјоделци. Секоја година се повеќе земјоделци го користат субвенцијата која дава Министерството за осигурување. И јас себе пак апелирам, значи посебно во нашиот регион кај што лозарството и овощарството се присутни, да се осигураат, посебно кога се земе во предвид дека само 40% од премијата за осигурување ја плаќаат земјоделците, останатите 60% ја плаќа Министерството за земјоделство. И би било штета да не се искористи таа можност, да се створи таа навика, а знам дека колку повеќе земјоделци ќе се осигураат, осигурителните компании ќе ја намалат, се повеќе ја намалуваат таа стапка на премијата, која сега се движи од 8 до 10%, но ако има повише, поголема масовност, сигурно ќе оди надолу и од тие причини апелирам да не остават, посебно гледате какви се климатските услови последниве години, да не остават на завод на времето, едноставно да зависи од нивното производство, да зависи едноставно од временските услови.
Земјоделските производи од индивидуалниот сектор во јули, август и септември, за разлика од поголемите земјоделски стопанства, годинава се откупиле и продавале повеќе од минатата година, говорат податоците на Државниот завод за статистика. Најбарани биле градинарските и фуражните култури. Во третиот квартал од годинава, вкупниот откуп на земјоделски производи бил помал за 5% од лани. Од индивидуалните земјоделци, трговците купиле повеќе производи за 23%, но продажбата на пазари од сопственото производство на фармерите е намалена за 30%. Со градинарските и фуражните култури, како и со грозијето и со добитокот, имало зголемување во трговијата. Помала побарувачка е забележана кај житата, овошјето, живината, јајцата, млекото, млечните производи и рибата. Податоците од статистиката говорат дека во септември има пораст во откупот и во продажбата на земјоделски производи, додека во јули и август е забележано опаѓање. Ова беше се што ви подготвивме во ова 7 издание на Агроспектар. Со нова тема се гледаме за 7 дена.